Како децата без родители, кои навршуваат 18 годишна возраст, мене ме интересира лично ова, и тие деца ги фрламе на улица, немаат никакви бенефиции. Викаат, има така наречено домување. Зошто тоа домување јас не го користам, ако во законот е пропишано? Дали ќе ми го одговори господјата социјален работник кој што фалеше дека законот дека е добар и дека и до сега се применуваат работите да работиме? Зошто како иницијатива 5 до 12 кога ги кажавме проблемите за правата на децата без родители, без разлика каква попреченост има тие, денес Министерството не одговори на нашето прашање, бидејќи ние баравме согласно да се состави една комисија, кај што таа комисија ќе биде надзор на службата која што работи со тие деца и лица. Бидејќи тие деца не е само да ги чуваме до 18 години во така наречени убави групни домови, а после 18 години фрли го на улица. Повторно имаме ние проблем со него. Зошто? Зашто нема услови за живот. Што треба да прави? Да краде, да кажете ми. Да има проблем со удри со законот. Самиот систем не е поставен како што треба. Не се базира врз база на реални работи. Бидејќи во системот имаме нетранспарентни луѓе кои што зборуваат во името на децата без родители, а во таа комисија каде што треба да се интервенира за децата без родители, немаме ни еден представник од децата без родители. Нека ми кажат колку деца без родители сега последниот систем министерка да не каже и напуштија работа. Со факултетски образовани личности отидоа да го бараат парчето леп надвор од земјата. Зошто? Зашто дојдоа пред една година од граѓански организации во институциите и тие се напредуваат, овие деца без родители што се гордосно на држава. Јас сакам оваа држава, бидејќи сум пораснал, во мене ми е мајка, јас немам друга мајка, немам други родители, мојата мајка мене ми ги затвора вратите и на сите останати како мене деца без родители.